Сулейман Джелили е најголемиот производител на млеко во Гостиварско. Поседува 30 грла и дневно произведува по 250 литри млеко. Како што вели, субвенциите малку доцнат, но се значаен фактор во обстојување на семејниот бизнис. Имаме моментално скоро отприлика 30 грла крави, мислим со телиња, со бикови. Колкаво е дневно производството на млеко? 200 до 250 литра. Пласман за млекото дали имате, каде го пласирате? Ние моментално пласираме во АД Тетово. Меѓутоа пласман за млеко има сега, има многу млекари сега и углавном се држи тука и цените се скоро кај сите млекари се исти, се разликуваат со времето и рокот на плаќање. Дали ви помагаат субвенциите до пети од пети треба да почнете со аплицирање за добивање на субвенции? Да. Колку е помош од субвенциите? Па сега да не зборим дека не е тоа помош, а меѓутоа каснат многу субвенциите и се пуштат во невреме, каде што не треба. На пролет, да речеме март, април, кога се најпотребни тие пари, ние тек тогаш аплицираме. И сега аплицираме во 5 новембар, тие парите сигурно ќе се пуштат негде јуни месец за ово време. И сега може да замислите колку тие ќе помагат. Проблемот со кој се соочуваат чегранци е немањето државно земјиште кое би можеле да го користат за производство на храна за добитокот, па недостигот на квалитетното жито во селото го покриваат со негова набавка од Источна Македонија. 80% произведуваме ние сами, иако што е овдека тешко да се збори за квалитет на храната и за количински. Ние ево углавно од Свети Николи, Штип, од таму се снабдеваме со јонџот и овдека е мало потешко. Сега да одиш ниви во ниви, а таму се државно земјиште и тие фармерите таму се обират и се занимава само со тоа култура. Во Чегране нема државно земјиште? Во Чегране нема државно земјиште. Со субвенциите кои владата ги доделува за производство на млеко, набавка на нови грла и производство на храна за нив, на сточарите им се олеснува дејноста преку која обезбедуваат екзистенцијата на семејството.